Едно 4-члено семејство, ако живее со една просечна македонска плата, треба да издвои нешто помалку од 1/3 од домашниот буџет, за да ги обезбеди основните витамини и суплементи за превенција од COVID-19. Витамин С и Д, цинк, селен и магнезиум се најбараните имуностимулатори. Алфа контактираше неколку аптеки за да не ги наведат цените. Сумата воопшто не е ефтина и варира во зависност од производителот. За едно лице да го обезбеди месецот со неопходните витамини, потребни се најмалку 2000 денари, додека за 4-члено семејство сумата се скачува и до 8000 денари. Колку овој трошок можат да го издржат граѓаните? Све витамини од А до З, калциум, магнезиум. А скапо ли ви е? Дали можете? Многу. Целата пензија ми води за лекови. Па за здравје не е скапо, али нормално е скапо денешен стандард на граѓаните, разбираш, 2000 и пак е. Сега колку ќе се користи тоа 2000? Нема ништо ефтино за нас. 100 денара вам, 50 вамо, за пензионера е многу, со мале пензije, то е. То се работи за здравје, па што да правиме? Скапо е за нашите примања што сме со една пензија, тешко е. Лекарите повеќе пати алармираа дека витамините колку што можат да помогнат, толку може и да наштетат на здравјето на граѓаните. Затоа е исклучително важно да се знае кои точно витамини треба да се пијат и во колкави дози. Проблем е екстремниот внес на витамини, суплементи и така натаму. Јас би апелирал, не е голем проблемот може со С витамин затоа што високот од витаминот се лачи. Меѓутоа, екстремно високи дози давање на Д витамин може да предизвика и хипервитаминоза, каде што дел од симптомите па може понатаму да имитираат на слични, односно да сугерираат и на COVID, на лажна COVID инфекција. Освен превентивата од COVID-19, што чини скапо, двојно поголем е трошокот и за позитивните пациенти кои се лекуваат во домашни услови. Доколку ги купат сите препорачани лекови, антибиотици и витамини, треба да издвојат околу 5200 денари. Ако во семејството има тројца позитивни, ќе ги чини и до 250 евра.